Ми представува особена чест да ја отворам меѓународната јубилејна конференција по повод 100 годишнината на Филозофскиот факултет со наслов Науката и општеството, придонесот на хуманистичките и општествените науки, на која ќе учествуваат 100 учесници од Европа и од Македонија, експерти од своите области. Го повикувам председателот на Република Македонија, господин Стево Пендаровски, да ја отвори конференцијата. Почитувани академици, почитувани професори, драги колеги, дами и господа, задоволство ми е да ве поздравам на оваа научна конференција. По долг период исполнет само со онлайн конференции, виртуелни, верувам дека одвај дочекавме да се собереме во живо, да се видиме вака, особено кога сме собрани на волку убаво место. Им благодарам на организаторите, што денеска не собраа во Струга, за да одбележиме еден голем јубилеј, не само на Филозофскиот факултет, туку и на Република Северна Македонија. Формиран во далечната 1920 година, Филозофскиот факултет е јадрото на македонското високо образование. Околу тоа јадро, подоцна, беше оформен нашиот најстар државен универзитет, Свети Кирил и Методиј во Скопје, и беа поставени темелите на Народната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски. Со факултетот се поврзуваат големите имиња на македонската наука: Блаже Коневски, Михаил Петрушевски, Харалампио Поленаковиќ, Ѓорги Шоптрајанов, Љубен Лапе, Јован Трифуновски, Ѓорги Старделов, Павел Вук Павловиќ и многу други. Речиси нема наставно-образовна и научно-истражувачка дејност во хуманистичките, општествените и историските науки, во која Филозофскиот факултет нема дадено свој значаен придонес. Од тука со право може да се каже дека Филозофскиот факултет е чуварот на традицијата. Преку историјата, класичните студии, историјата на уметноста и археологијата, овој факултет се грижи за трансферот на значаен дел од нашиот културен и историски идентитет на сегашните и идните генерации. Преку филозофијата, педагогијата, социологијата и психологијата, факултетот учествува и во создавањето на одговорни и партиципативни академски граѓани. Во текот на овие 100 години, илјадници студенти имаа можност да се запознаат со широк спектар на идеи и концепти, да учествуваат во дебати за важни општествени теми, вклучително и за соживотот во мултиетнички и мултирелигиски контекст. Во аулите на Филозофскиот факултет, секоја генерација одново ги започнува фундаменталните расправи за човекот, неговото творештво и неговите замисли за животот во заедница со другите. Преку социјалната работа и политика, дефектологијата, родовите студии и семејните студии, факултетот придонесува кон градење на свеста за хумано и солидарно општество, за унапредување на семејството и грижата за ранливите категории. Почитувани, секој што бил дел од македонското високо образование е истовремено и наследник на традицијата што започнува токму со Филозофскиот факултет во Скопје. Сите ние директно или индиректно сме интелектуални потомци на Филозофскиот факултет и затоа денес сите ние сме горди на овој јубилеј. Освен што е чувар на традицијата, факултетот представува и еден вид на инкубатор на идеите кои ќе обликуваат иднината. Филозофскиот факултет е дел од македонскиот, а со тоа и европскиот образовен простор, во кој младите ги поттикнуваме да бараат нови и креативни одговори на старите прашања, да ги продлабочуваат знаењата, да ги прошируваат хоризонтите. Научното треба да биде во функција на развој, на способноста на студентите самостојно да стекнуваат знаења, да откриваат и на таков начин да придонесуваат кон личната среќа, но и кон општото добро. За да продолжи успешно да ја исполнува оваа двојна улога на чување на автентичното и отворање кон новото, постојат неколку предуслови за кои сум убеден дека луѓето од Филозофскиот факултет и знаат и активно работат на нивна имплементација. Првиот е гарантирање на човековата слобода на мисла и изразување и академската слобода на истражување. Ова е неопходно не само за образовни и наставно-научни цели, туку и за развивање на јавен простор
во кој граѓаните ќе можат слободно да поставуваат тешки прашања и да бараат искрени одговори. Ваквата потрага по вистината е специфика на секое слободно, праведно, континуирано граѓаните. Успехот на нашата генерација ќе се оценува врз основа на тоа дали ќе успееме да обезбедиме европска иднина за нашите млади тука во нивната земја. А тоа ќе го постигнеме само ако изградиме напредно општество втемелено врз знаење и одржлива економија втемелена врз новите технологии. Но за да го постигнеме тоа, знаењето и иновативноста на природните, економските и техничките науки мора да бидат дополнети со мудроста и длабочината на увидот на хуманистичките и општествените науки. Тоа не води до третиот предуслов, а тоа е негување на интердисциплинарноста. Синтагмата на Аристотел дека целото е поголема од составните делови се однесува и на науката. Најголемите модерни предизвици бараат сестран интердисциплинарен пристап. Последниот пример за тоа е актуелната пандемија на COVID-19. Овој сериозен здравствен предизвик има своја етичка, економска, социјална, социолошка и се разбира безбедносна димензија. Во услови на пандемија се наметнуваат прашањата за животот и смртта, за страдањето и за природното зло, за ефектите врз општеството и семејството, за квалитетот на образованието, за социализацијата на младите, за грижата за ранливите. Карактерот и опфатот на оваа пандемија нужно бара интердисциплинарен пристап, а филозофскиот факултет и неговите институти можат да дадат свој научен придонес кон изнаоѓање на оддржливи решенија. Почитувани пријатели, уверен сум дека како носител на македонскиот образовен идентитет и нераскинлива алка во нашиот просветителски општествен амбиент, филозофскиот факултет ќе продолжи да го дава својот придонес кон севкупниот развој на нашата држава. Во децениите што следат, посакувам филозофскиот факултет да продолжи да ја развива својата наставно-научна дејност и да остане еден од убавите примери и модели на македонското високо образование. Ви посакувам успешна конференција и уште многу години и децении опстој на нашата национална гордост, филозофскиот факултет. И благодарам. Председателе на Република Северна Македонија, почитуван ректор на Универзитетот Кирил и Методи, почитуван декани на Филозофскиот факултет, почитувани професори. Дозволете ми во името на Министерството за образование и наука, но исто така и како поранешна студентка или алумни на Филозофскиот факултет, да ја поздравам оваа јубилејна конференција, која што навистина и мене многу ми значи. Извините што не можам да бидам таму, но сепак су само 3 дена министерка, а во многу тежок период го презема пресорот во кој што треба припремите да течат веќе активно за започнување на учебната година 2020-2021. Ова е особена привилегија за мене затоа што е прва научна конференција на која што се обраќам како министерка за образование и наука, а посебно ми е значено затоа што тоа е на Филозофскиот факултет од кој што и јас произлегувам. Еден век високо образование и спроведување на настава на кадри кои што понатаму го градат општеството е навистина значено. Од Филозофскиот факултет се создаваат студенти, истражувачи, професори, сите оние кои што се основа на нашето живење. Посебно сакам да истакнам дека создаваме кадри кои што се вклучуваат во културата, во науката, во образованието, во социјалниот и во безбедносниот систем. И тоа се оние столбови кои што се значени за секоја цврста држава и држава која што сака да вложува во граѓаните, да вложува во развојот. И токму затоа јас ќе се трудам да постојано во високото образование имаме вложувања, но исто така и во науката. Ние сме сведоци дека можеби вложувањата не биле доволни, но во соработка со вас, сите заедно, ќе најдеме начин како да инвестираме повеќе, но и општеството да добива многу повеќе и од науката и од високото образование. Токму во периодот кој што стои пред сите нас, и во образовниот систем, но главно и во општественото живење, сите оние предизвици кои што ни ги приредува COVID-19, во наредниот период ќе ми биде значено вашето вклучување, вашите коментари, вашите сознанија, вашите согледувања за тоа
на кој начин треба понатаму да го водиме и образовниот процес, но исто така на кој начин би требало да се соочуваме со ситуациите кои што следат, а кои што нужно не само ние како држава и светот ги надминува најдобро што може, но секоја држава го вклучува високото образование во понудувањето на решенијата. Исто така како министерка ќе се вклучам и во подобрување на статусот на професорите и не само финансиите, туку и статусот и почитувањето и вреднувањето и нивното вклучување и давање на одредени согледувања за се она кое што значи образовен процес, но и надвор од него. Сметам дека од високото образование и создавањето на кадри во високото образование дефинитивно зависи развојот на државата. Тоа не го зборувам декларативно, спроведовме социјална реформа и реформа во детската заштита, каде што во ниту еден момент не изостана учеството на академската заедница. Токму филозофскиот факултет, морам да истакнам, со деканот, со професорите кои што ми се мои професори, така ги кажувам, од Институтот за социјална работа и социјална политика, дневно вклучени и без нив немаше да имаме успешна реформа, која што денеска е гордост и на владата, но и на државата. И покажавме дека може. Само ако сите се вклучени, но посебно ако академската јавност или академската заедница дава своje мислење и свој придонес директно. Јас ќе се трудам во сите чекори кои што ќе ги превземам во наредниот период да бидете вклучени, да бидеме активни партнери кои што ќе покажеме дека образованието може да биде добро и дека ако вложуваме во образованието ќе постигнеме многу подобри резултати како општество. Ја поздравувам оваа конференција и ви посакувам успешна работа во наредните 3 дена. Ви благодарам. И благодарам на министерката за нејзиното обраќање и вклучување преку Zoom. И сега го најавувам професор доктор Атко Дуев, деканот на Филозофски факултет. Почитуван професор доктор Стево Пендаровски, председател на Република Северна Македонија, почитуван професор доктор Никола Анкуловски, ректор на нашиот универзитет на Светите Кирил Методи во Скопје, почитуван професор доктор Сашо Коруновски, ректор на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, професорката доктор Елизабета Димитрова, која што е председател на одборот, потоа почитуваната господја Верица Милецка-Стефановска, председателка на Комората на Република Северна Македонија за природно обезбедување, на нашиот академик Вера Битракова Грозданова, која што ни укажа голема чест што дојде на отварањето на конференцијата, почитувани проректори, почитувани продекани, директори, професори, студенти, представници на медумите, дами и господа. Филозофскиот факултет е основан во далечната 1920 година по Првата светска војна и веднаш по завршувањето на големата пандемија на шпанскиот грип, кој однел милиони животи ширум светот во тешки околности и економска криза предизвикани од војната и пандемијата. Еден век високо образование означува еден век наука, бидејќи без наука нема високо образование. Наставата започнала со 35 студенти по историја, филозофија, педагогија, лингвистика и книжевност, со наставници кои биле составени од тогашната научна и културна елита. На факултетот во меѓувоениот период предавале многу значени имиња од тогашната наука и култура со докторати стекнати во Виена, Прага, Петроград, Москва, Париз, Берлин и така натака. Иако факултетот бил основан со кралски указ, како автономна установа во склоп на Универзитетот во Белград, со задача да биде столб на денационализацијата на народот во Македонија, како дел од тогашното кралство, сепак најголемиот дел од студентите биле од Македонија, а како факултет во Скопје, многу македонци од соседните држави се запишувале на факултетот. Тоа предизвикало револт кај властите, набрзо се појавила иницијатива за негово укинување, бидејќи првичната намера не постигнала резултати. Во одбрана на факултетот застанале сите интелектуалци и студенти, меѓу кои нашиот поет Кочо Рацин. Високото образование и пренесувањето на научната мисла донела поголема свест кај младите студенти. Така ти е формулирате младата македонска тајна револуционерна организација. Во јануари 1937 година била поднесена молба до факултетските власти, подпишана од 53 студенти, за основање на друштвото Вардар за негување на македонската култура, фолклор и традиција.
Од превениот филозофски факултет започнува и научната дејност. Публикувано е научното списание, годишник на Скопското научно друштво. Професорите били иницијатори за формирање на музеи во Скопје. Првата историско-археолошка збирка била сместена на факултетот во 1920 година, а во наредните години до 1927 година били организирани етнографската, зоолошката и геолошко-петрографската збирка. Во рамките на факултетот се отвара студентска библиотека, читалната била отворена за сите граѓани, всушност била не само универзитетска, туку и прва јавна библиотека во Скопје, чиј фонд во 1928 година бил околу 60.000 книги. Библиотечниот фонд по војната ќе стане база на Народната библиотека на Народна република Македонија. Дел од асистентите професорите, руските бегалци од Октомвриската револуција, ќе станат столб на реобновениот филозофски факултет во независна Македонија и ќе остават траен белег во македонската наука и култура. Како и при основањето, за жал, истотата учебна година, годината на големиот јубилеј, започнува во околности на голема светска пандемија, предизвикана од еден друг вид грип, коронавирусот. Тоа е нашето бреме. Темата на конференцијата е науката и општеството, придонесот на комунистичките општествените науки. Кој е придонесот на филозофскиот факултет во развојот на науката, а со тоа и со развојот на нашето општество? Клучната улога на филозофскиот факултет по војната била развивање на образованието и градење на институции кои се столб на државата. Секако образованието е столб на државата. По војната, кога 95% од населението било неписмено, главниот приоритет бил создавање учители и наставници за да се создаде кадар за училиштата и факултетите. Во 1946 година, со закон на владата на Народна република Македонија, е обновен филозофскиот факултет како прва единица на првиот македонски универзитет, понеже стариот на Плаушник на Свети Климент во 9 век. Товарот врз професорите бил голем. Во двете комисии за кодификација на јазикот и правописот, покрај Блаже Конески и Михаил Петрушевски, биле вклучени професори од факултетот. Ретко кој народ може да се гордее дека за 10 години, од 1946 година, основањето на УКИМ во 1949 година и формирањето на сите факултети до 1956 година заокружил создавање на универзитет со сите научни области. Тоа укажува на голема посветеност на професорите, кои во тешки околности успеле да изградат клучната државотворна институција. Следат основањето на МАНУ, Институтот за македонски јазик, Институтот за национална историја, Народната универзитетска библиотека, потоа Институтот за литература, старословенски јазик и така натаму и така натаму. Со преводот на Евангелието на академик Петар Х. Елиевски, кој воедно со својата статија депонирана во Народната банка на Република Македонија го дава називот на нашата национална валута денар на македонски јазик, започнува процесот на одвојувањето на МПЦ од СПЦ. За прв пат одекнува богослужба на македонски јазик. Со развој на факултетот започнува општествената дејност, покрај градење на градинки, училишта, гимназии и центри за социјална заштита, специјални училишта, стратегии за образование, реформи, создавање кадри за безбедност на државата и заштитата, ископување и конзервација на културното наследство, основање на музеи и многу други институции, листата е долга. Првиот број на едно научно списание, годишен зборник на филозофскиот факултет, излегува во 1948 година, првиот број на првото меѓународно списание Жива антика во 1951 година. Еден век високо образование на филозофскиот факултет означува еден век наука, а со тоа и еден век градење на државата. Кој е придонесот на филозофскиот факултет за науката денес? И денес факултетот има истата улога како во минатото. Развојот на сите степени на образование, институциите создадени од поранешните студенти и професори се врзани со развојот на факултетот, а со тоа и со развојот на високото образование и науката. Филозофскиот факултет во Скопје е едно големо семејство од над 15.000 дипломирани студенти, магистри, доктори на науки, 3.000 тековни студенти и голем број на поранешни и сегашни професори и вработени во службите. Професорите и денес се вклучени во многу закони, стратегии и проекти за развој на образованието, културата, социјалната заштита, цивилната заштита, родова еднаквост, културното наследство и така натака. Со својот растеж, секако дека активности на факултетот се многу кратно зголемени. Само последните 3 години, со врежување на факултетот во европски и светски програми за развој на студенти, како регионални соработки, бројката стигна до 100 договори со европски и светски факултети.
Преку програмите за мобилност, јавни предавања и меѓународна недела, има возможност на студенти да слушаат за најновите достигнувања во науката од врвни професори од Соединетите американски држави, Израел и Европа, па и денес и преку дигитални платформи. Изминатите 3 учебни години, дури 460 странски професори одржале предавања пред студенти на Филозофски факултет, бројка за почит. За олеснување на студирањето и истражувачката работа, факултетот се приклучи кон електронската мрежа за библиотечни податоци, потоа целиот библиотечен материјал може да се пребарува електронски, ги дигитализираше сите своји списанија, сите одбраните магистратури и докторати, потоа преку Еразмус проектот пристапен систем за управување со учењето во хуманистичките и обштествените науки, создадена електронска платформа за учење која ќе има можност да ги трансформира наставните материјали од текст во говор, со што лицата со попреченост ќе имаат олеснет пристап и студирањето на Филозофскиот факултет. Она што е најважно во сите овие проекти се вклучени голем број студенти, што им овозможува да стекнат не само пракса, туку да ги зголемат своите знања и вештини, толку полезни за нивната тамошна кариера. Продолживме да засилуваме научната инфраструктура, продолживме да ја предизвикани од пандемијата, се претплативме на големата електронска база на академски списанија JSTOR, обезбедивме пристап до базите до Оксфорд, ЕПСКО и така натаму, со што создадовме услови за научна работа според светски стандарди. Во последните 3 години реализиравме 53 научно-истражувачки проекти, од кои 15 меѓународни проекти, 26 национални проекти, 4 меѓународни ЦЕПУС академски мрежи. Организирани се 66 научни настани, од кои 42 од меѓународен карактер, дури 18 меѓународни конференции, студентски конференции и меѓународни летни школи, и 24 од национален карактер, научни собори, трибини, дебати, промоции и слично. Од оваа година започнуваме со реализација на нов Еразмус проект за дигитализација на културното наследство, адаптирано за лица со попреченост. Денешната криза е голем предизвик за сите нас, да се приспособиме на новите услови и да обезбедиме непречено одвивање на наставата, научните истражувања и работата на факултетот. Иако наведом само здравствена криза, по која неминовно ќе следи економска, овие промени ќе опогодат целото општество, животот на луѓето, менталното здравје, образованието, културата, безбедноста, ранливите групи. Како во минатото, така и во блиската иднина, за да се надмине кризата се потребни кадри од научни области кои се дел од факултетот. Тоа е нашето бреме кое го носиме веќе едно столетие. Но факултетот минал низ многу поголеми предизвици во своето едновековно постоење. Војни, кризи, епидемии, земјотреси, поплави и секогаш успевал да продолжи за својата вековна мисија да создава кадри и да ја унапредува науката. Со мудрост, разбирање, макотрпна работа и со примена на дигитална технологија, заедно со нашите студенти ќе ја надминеме и оваа пречка, а и ќе му помогнеме на нашето општество да се справи со неа. На меѓународната конференција Науката и општеството, придонесот на хуманистички и општествени науки, ќе учествуваат, како што слушнавме, преку 100 учесници од Европа и Македонија, но поради пречките предизвикани од пандемијата за отвореност на границите, дел од сесиите ќе се одвиваат преку средствата електронска комуникација. Нашите области се нашето бреме. Со организација на конференцијата во вакви услови, покажавме дека веќе сме концентрирани на низа научни активности и проекти за спречување на последиците по човекот и општеството предизвикани од пандемијата. Затоа ми представува особена чест од името на деканатот на Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Метод во Скопје, во услови на вонредни мерки, да ви посакам добре дојде на денешната меѓународна конференција во Струга, за решителноста во градот познат по поезијата, по наградите Златен венец, Браќа Миладиновци и Мостови на поезијата, по стручките вечери на поезијата, кои по некоја случајност пред неколку денови се одржаа на истото место каде што сме денес собрани, чиј прв председател во далечната 1961 година бил Блаже Коневски, тогашен професор на Филозофскиот факултет во Скопје. На крајот би сакал од името на факултетот да им посакам успешна работа на сите учесници на конференцијата, со една напомена дека одбележуваме и 2 помали јубилеи, тоа се 45 години од основањето на Институтот за социологија и 45 години од основањето на Институтот за безбедност, одбрана и мир, со што на колегите им го честитаме и овој јубилеј. А токму денеска би сакале
овој мој говор, кој што не може да ги опфати сите нешта низ кои што се случувале на Филозофскиот факултет во минатиот век, да го промовираме нашиот спот, во кој што се обидовме сите овие моменти да ги вклучиме некаде во околу 40 секунди. Ви благодарам. По обраќањето на деканот на Филозофскиот факултет професор доктор Ратко Дуев, го поканувам ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје професор доктор Никола Јанкуловски. Повелете. Почитуван господин Стево Пендаровски, председател на Република Северна Македонија, почитуван професор доктор Ратко Дуев, декан на Филозофскиот факултет, почитуван ректор на Универзитетот Свети Климент Охридски во Скопје, во Битола, професор доктор Сашо Коруновски, почитувани проректори, почитуван академик професор доктор Вера Битракова Грозданова, почитувани професори, почитувани гости, учесници на меѓународната конференција. Драги гости, за мене како ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје представува особена чест да се обратам на отварањето на меѓународната конференција Науката и општеството, придонесот на хуманистичките и општествените науки, која го одбележува значајниот јубилеј 100 години од основањето на Филозофскиот факултет, најстарата високообразовна институција во нашата држава. Горди на фактот што токму Филозофскиот факултет со својата столетна едукативна, научна и истражувачка дејност е фундаментот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, кој минатата година го прослави својот 70 годишен јубилеј. Мора да подсетиме дека 100 годишнината е резултат на напорната работа на сите професори кои биле дел од образовната дејност, почнувајќи од 1920 година, се до денес на нивните соработници, на студентите, на меѓуфакултетската соработка и на универзитетската поддршка, кои го овозможија денешното свечено празнување на оваа значајна годишнина. Кога зборуваме за годишнини и кога ја одбележуваме нивната важност со вакви научни манифестации од меѓународен карактер, ние всушност се навраќаме на времињата на напори и креација, на истрајност и оптимизам, на идеи и ентузијазам, на решеност и подвизи. Погледнуваме во минатото за да го идентификуваме почетокот на институционалното градење на едукацијата и знаењето, да го лоцираме хронолошкиот моментум на образовната генеза на многобројни генерации кои го нашле својот професионален пат во општествената стратиграфија, да го убицираме изворот на мудроста и методот на градењето идентитети, да го препознаеме историскиот момент на нашата социјална свест и општествените одговорности. Отука, 100 годишнината на Филозофскиот факултет е чест, но и одговорност за сите нас кои учествуваме во високообразовниот процес да ги споделиме неговите столетни успеси во продукцијата на висококвалитетен професионален кадар, магистри и доктори на науки во сферите на општествените науки и хуманистичките дисциплини, во споставувањето и одржувањето на широката мрежа научни контакти со голем број реномирани универзитети од меѓународната сфера,
Публикувањето на импозантен список на монографски дела од различни истражувачки области, учебници, студии, периодични изданија и зборници. Организирањето на научни конференции од меѓународен карактер со учество на реномирани професори и еминентни експерти од различни области. Реализирањето летни школи и семинари во соработка со партнерски институции од регионот и пошироко. Овозможувањето визитинг предавања од водечки авторитети во спектарот на филозофските дисциплини. Менаџирањето на меѓународната размена на професори и студенти преку соодветни програми и мрежи кои овозможуваат соработка и споделување на корисни искуства во сферата на образованието и науката. Грижата за студентите и нивниот социјален живот преку имплементација на разновидни активности од областа на науката, културата, уметноста, спортот и така натаму. Се разбира, успесите носат и голема одговорност, особено поради тоа што образованието и науката, без разлика на нивниот обем и специфики, се главниот медиум за интеракција меѓу луѓето кои имаат визија за иднината на основниот темел за профилирањето на индивидуи со јасни цели и стремежи во животот во времиња на интензивен технолошки напредок, кога географската оддалеченост се повеќе го губи своето значење, културните разлики и едукативните вредности стануваат главното обележје на индивидуите, народите и нациите во обидот да се создаде висок квалитет на живот во, за жал, се уште длабоко поделениот свет. Поради тоа, Филозофскиот факултет, кој оваа година ја слави својата 100 годишнина и понатаму ќе има тешка и одговорна задача како најстара членка на Универзитетот Свети Кирил и Методи, да продолжи да гради научни компетенции, компатибилни со предизвиците на модерната доба и да создава и применува образовни модели соодветни на интересите и аспирациите на младите луѓе во нашата држава, применливи во меѓународниот трансфер на идеи, инвенции и иновации. Ако ја прифатиме дефиницијата на Џон Хенри Њуман, кој смета дека главната задача на универзитетот е да им пружи на студентите сеопфатност и разновидност во градењето на нивната интелектуална структура, вложувајќи огромен напор во текот на децении и децении работа и предаденост. Тогаш, Филозофскиот факултет представува исклучителен пример на високообразовна институција која својот универзитетски статус го има етаблирано врз цело столетие на едукативни активности и научна посветеност. На учесниците на меѓународната конференција науката и општеството, придонесот на хуманистичките и општествените науки, им посакувам успешна работа, а на Филозофскиот факултет многу успеси во сите на тамошни активности и целокупната дејност. Благодарам. Благодарам на ректорот за убавите зборови. Би сакала сега да ја поканам професорката Елизабета Димитрова како претседател на Организацијскиот одбор на конференцијата на Филозофскиот факултет во Скопје. Благодарам, Ирена. Почитувам председателе на Република Македонија, господин Стево Пендаровски. Почитуван ректоре на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор Никола Јанкуловски. Почитуван ректоре на Универзитетот Свети Климент Охридски, професор Сашо Коруновски. Почитуван декане на Филозофскиот факултет, професор Радко Дуев. Почитувани продекани на Филозофскиот факултет, професорката Маја Геровска-Митев и професорот Оливер Бакерски. Почитувани професори и академици, драги колеги и гости, дами и господа. Кога велиме столетие, вообичаено ја поврзуваме нашата ментална слика со години и децении на историски развој, општествено напредување, интелектуален прогрес, културна разновидност, уметничко творештво и така натаму. Столетие by default е период од точно 100 години, 10 декади и повеќе од 36.000 денови кои постојат за остварување на најразличен вид човечки активности,
поврзани со основање на институции, овозможување социјална заштита, склучување мировни договори, обезбедување меѓународна соработка, промоција на научни активности, потикнување и остварување на истражувачки контакти меѓу народите и нациите, едукација на луѓето од сите социјални категории, инспирирање на уметничка кохабитација меѓу творците и нивните патрони, конструирање слободна интеракција меѓу поединци и групи со различен јазичен бекграунд и многу повеќе од тоа. Индивидуите кои ги остварува овие мощни компликувани и особено одговорни задачи во нашата земја во изминатите 10 децении, од кои некои се, а некои од нам познати причини не успеа да бидат присутни на ова официјално отварање на конференцијата, беа меѓу најреспектабилните личности на нашето општество. Не само во однос на нивните јавни функции, туку највеќе поради нивниот крајно совесен ангажман и извонредните постигнувања во градењето на социјалниот, институционалниот, едукативниот и културниот хоризонт на нашата држава. Оттука Филозофскиот факултет, како најстара високообразовна институција во Република Македонија, го представува фундаментот и најрепрезентативниот белег на современата македонска цивилизацијска амплитуда и на нејзиното јавно општествено портфолио. Не само затоа што професорите од нашиот факултет беа пионери во создавањето на општествените науки и хуманистичките дисциплини, како базични изохипси врз кои е изграден социјалниот пејсаж на оваа земја. Дел од Европското семејство на народи со минатиот влог, со сегашните напори и со идната перспектива. Тие беа учителите кои образуваа генерации и генерации млади луѓе, воспитувајќи ги врз идеите на вистинитоста, етиката, солидарноста, самосвеста, праведноста и одговорноста и им ги покажаа најсоодветните патишта кон нивните идни интелектуални подвизи и професионални кариери. Да се слави 100-годишен јубилеј истовремено исклучителна чест, но и огромна одговорност, бидејќи тоа значи дека минатите остварувања, колку и да се големи и значајни, мора да бидат надминати. Тоа значи дека ние, како горди наследници на нашите професори, треба да изодиме многу подолг и потежок пат, отколку тие во своето собствено време. Треба да изградиме посилни мостови и да отвориме пошироки врати од оние кои не беа достапни нам како резултат на нивните напори. Треба да прифатиме поголеми и посложени задачи, отколку сите претходни генерации едукатори и само на тој начин ќе изразиме нашата вистинска вокација, да образуваме, воспитуваме, обучуваме и да дадеме слобода за професионален избор на што повеќе млади луѓе во текот на нашите академски животи. Тоа е воедно нашата мисија и лична манифестација. Тоа е оперативната рефлексија на нашата верба во цивилизирано општество со моќни и независни индивидуи, квалитетно едуцирани, сигурни во себе и во своите животни избори и по можност, задоволни со нивната собствена позиција во нашиот глобализиран свет. Во оваа свечена прилика, за жал, мора да признаеме дека 2020 година не беше лесна за никој од нас. Таа донесе многу повеќе грижи, проблеми и препреки, отколку што можевме да предпостави. Наместо со великденски патувања, екзотични летни одмори и олимписки игри, бевме преокупирани со лична заштита од непријател кој е толку мал што не можеме да го видиме, а толку моќен што остана со нас повеќе од 6 месеци. Во такви услови многу е неблагодарно да се организира научен собир, а уште повеќе јубилејна конференција за прославување на важна 100-летна годишнина. Сепак, деканот на Филозофскиот факултет, професорот Радко Дуев, продеканката за меѓународна соработка, професорката Маја Геровска-Митев и мојата маленкост, ниту за миг не ги изгубивме вербата и надежта во позитивниот резултат од овој подвиг. И еве денес, заедно ќе славиме науката и истражувачката мисла со нашите колеги кои се присутни овде, или ќе учествуваат виртуелно поради она што, според моето лично мислење, е несрекна консеквенца од современата глобализација. Во таа смисла, дозволете ми да ја изразам својата длабока благодарност до членовите на организацијскиот одбор, кои наспроти епидемиолошката несигурност и секојдневните непријатни предизвици, работеа напорно, оптимистично и ентузијастички во текот на изминатите 6 месеци.
Тоа се професорката Ирена Теодора Весевска од Институтот за историја на уметноста и археологија, професорката Тања Милошевска од Институтот за безбедност, одбрана и мир, професорката Ангелка Кескинова од Институтот за семејни студии, Маја Филиповска од Институтот за специјална едукација и рехабилитација, Јована Савевска од Институтот за историја на уметноста и археологија, како и Дејан Ташковски од Институтот за социологија. Тие беа храбрите витези на тркалезната маса на Филозофскиот факултет во времињата кои бараа истрајност, верба, сојузништво и посветеност. Во таа камелотско-македонска приказна посебна благодарност и должам на доктор Ангелина Поповска, ликовен уметник и конзерватор за дизајнот на конференцискиот постер. Дами и господа, добре дојдовте на меѓународната конференција Science and Society, Contribution of Humanities and Social Sciences, 100 Jubilee of the Faculty of Philosophy. Ви благодарам. И благодарам на професорката Елизабета Димитрова за експресивното излагање и убавите зборови. И ја поканувам магистер Верица Милевска-Стефановска од Комората на Република Македонија за приватно обезбедување. Повелете. Почитуван председател на Република Северна Македонија, господин Стево Пендаровски, почитуван ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор Никола Јанкуловски, почитуван декан на Филозофскиот факултет, професор доктор Радко Дуев, почитувана председателка на Организациониот одбор, професор доктор Елизабета Димитрова, почитуван академик Вера Битракова Грозданова, почитувани ректори, проректори, продекани, професори, студенти, драги гости, добра вечер. Евидентно е дека целокупното живење денес е одбележено со структурни промени кои подеднакво се манифестираат и во политичките, и во општествените, и економските, и културни сфери, креирајќи една сложена реалност и со изразена потреба од сериозни заложби на сите субјекти, а особено на образовните институции да дадат одговор за натамошно функционирање во насока на раст и општествен развој. Исто така во време на глобализација, урбанизација и рапидна дигитализација, новите форми на демографски, социјални, културни и други општествени промени евидентно влијаат на сточувањата и на односите, но го креираат и светот кон иднината. Живееме во свет во кој нашите сваќања за нештата за кои што треба да важат природните законитости станува незабележително. Примарна улога во ваквите околности имаат бизнис интересите, па затоа функционирањето на економијата и општеството стануваат се поранливи. Проблемот кој се јавува, а се однесува на концептуалниот баланс помеѓу структурата и влијанието, од тука сите расправи денес одат во насока како да се концептуализираат преговорите помеѓу релевантните субјекти, а образованието пак е задолжено да го обезбеди потребниот баланс и да даде одговор како да се постигне рамнотежата помеѓу клучните играчи, интереси и влијанија, односно како националните актери со нивното препознатливо влијание да се вклучат во значајните преговори за редефинирање на националните политики. Афирмацијата на вкупните заложби за мир и благосостојба, обезбедување на квалитетни образовни услуги, грижата за популацијата, за културниот идентитет, за животната средина, здравствените заложби како врвен приоритет и така натаму, се само еден чекор напред во заложбата на образованието и науката. Сознанијата на науката во сите сфери на општеството напоредно генерираат додадена вредност и квалитативен научен и истражувачки придонес во стручното и професионално вршење на повеќе дејности. Нема дилема дека и за дејноста приватно обезбедување оваа широчина, сложеност и разновидност на денешните предизвици побарува придонес од други хуманистички и општествени науки, кои од различна перспектива имаат своја улога и значење во развој на нашата дејност.
Токму ваквиот пристап овозможи Комората на Република Северна Македонија за приватно обезбедување и Филозофскиот факултет од Скопје да имаат блиска соработка низ призмата на артикулирање на научни сознанија во нашата сфера, што представува потврда за поврзување на академската јавност со реалниот сектор и со општеството во целост. Очигледно е дека во 100-годишното постоење на Филозофскиот факултет, афирмацијата на нашите простори на науката и образованието се во најтесна врска токму со активностите на Филозофскиот факултет во Скопје, кој перманентно ги развива научните области во одделни дисциплини и продолжува да биде расадник на многу кадри кои стручно се оспособувале и се оспособуваат за извршување на одговорни работни задачи во нашето општество. Од тука, сигурна сум дека Филозофскиот факултет ќе продолжи по тој пат, а доказа тоа и денешната меѓународна конференција по повод 100 години од основање на Филозофскиот факултет во Скопје. Дозволете ми, од името на Комората на Република Северна Македонија за приватно обезбедување и од мое лично име како нејзин председател, да го честитам овој 100-годишен јубилеј на Филозофскиот факултет и да посакам уште многу години успешна и плодна работа и секако врвни резултати на сите полиња. Ви благодарам. И заблагодарувам на магистр Верица Милевска-Стефановска од Комората на Република Македонија за приватно обезбедување. И сега имам чест да ја поканам академик професор доктор Вера Битракова, нашата драга и ценета професорка на бината. Повелете. Почитуван председател на нашата република, ќе повторам, почитуван председател на нашата република Стефо Пендаровски. И чини чест кога на еден ваков собир каде што се прославува нешто така значајно од науката, не само од образованието, него кога се посочува и науката, многу ми е драго да видам така угледни гости и да ги поздравам исто така, нашите ректори, лекари, медицинари, историчари на уметноста, архитекти, потоа драгите колеги од Филозофскиот факултет, кои ми учина чест да ме поканат, да проговорам нешто за значењето и за историјата на нашиот факултет и ги поздравувам сите учесници на овој собир, слушачи и учесници исто така со своји научни трудови. Ето сега ова мое, да кажам, искажување, да го ставам тога, се однесува на професорот Чиро Трухелка, кој што беше прв почеток или кој што го означи почетокот на катедрата за историја на уметност и археологија на Филозофскиот факултет во Скопје. Тоа е една старина која што живееше во 19. век. Археолошките истражувања на територијата на античка Македонија во научната јавност се погнати како одредени зафати во форма на рекогносцирање, бележење, обелоденување уште во 19. век. Тоа главно е базирано на пропатувањата низ Балканот од страна на историчари, епиграфичари, археолози и дури на учени дипломатски личности од Западна Европа, но и балкански истражувачи, познавачи на античката и средновековната баштина. Овие зафати продолжуваат интензивно и по 1900 година. Така и во делот на нашата Македонија, иницирани се проучувањата на културното наследство преку бележење, откривање и лоцирање на старите и заборавени антички центри. Кон овие активности ќе
ќе се приклучат и ископувањата, особено по откривањата на Помпеја и Троја и на територијата на Македонија, како на пример Палатица, со откривањето на првите македонски гробници. И во почетокот на 20. век се иницирани и оние први теренски зафати во нашето Скопје. По Првата светска војна во Скопје се направени први обиди за организирање на факултетската настава, како што чувме, по хуманистички науки, во рамките на Филозофскиот факултет по иницијатива на учениот Јован Цвиич, кој што го знаеме многу во нашата сфера, географ, етнограф, проучувач на Балканот, како еден самостоен клон на Универзитетот од Белград. Тој е, значи, предлогот на ова многу значајна и многу ценета личност на тогашната наука. Македонија беше ветена земја на археологијата, како често од повеќе учени беше нарекувана најблиско до високите култури на Егеот и Медитеранот. Во почетоците на 20. век најголем интерес се пројави за античкиот град Стоби, виден и регистриран преку утврдувањето од страна на острото око на ерудитот Францус Леон Езе 50 години порано. Но учените германци и покрај воените зафати за време на Првата светска војна ќе почнат своите професионални занимања да ги преточат во откривање на заспаната историја, како што беше примерот со истражувањето во Стоби, познатите Халт, Драгендорф и други. Се заедно, пионерските обиди ќе представуваат база за натамошните истражувања од учените балканци и во новоформираната држава Кралството Југославија, во чии рамки се наоѓаше голем дел од Македонија. Во тоа милје на особено културно наследство со голем континуитет во почетоците на формирањето на Филозофскиот факултет ќе се најде и професорот Чиро Трухелка. Роден во Осијек во 1865 година. Студирал историја на уметноста, археологија и сродни дисциплини, се извинувам, како класичните јазици, кои во тие времиња ги формираат студиите на факултетот во Загреб. Својата професионална дејност ќе развива во Земјалскиот музеј на Сараево од 1885 година, тогаш во рамките на Аустро-Угарската империја. Тој има голема заслуга во градењето и организирањето на овај чувен музеј со најдолга историја во балканските земји, отворен во 1888 година. Тога, ако се сеќавате, нажалост во време на војната, после 90-та година, беше и бомбардиран. Работи како археолог, епиграфичар, нумизматичар, етнолог, лингвиста, обидувајќи се да ги совлада јазиците на народите кои живеат на Балканот, на територијата на Босна, како негов приоритетен терен, ги истражува преисториските населби, римските антички некрополи и камени споменици до средновековните културни хоризонти, вклучувајќи ги чувените босански стечци. Во 1922 година е пензиониран после една успешна професионална пионерска активност на територијата на Босна и Херцеговина. Се враќа во Осијек, во родниот крај, мислејќи дека таму ќе го продолжи остатокот од животот. Во овој долг период на истражување во Босна ќе ги открива неолитските соеници во Долна долина, чувениот Бутмир, но особено Гласинац, појам во преисториската археологија за железното време во Централен Балкан. За прв пат во 1889 година на Конгресот за преисториска археологија во Виена ќе реферира ископувањата на чувениот Гласинац, кој што во археолошката наука го познаваат нашите студенти и проучувачи на периодот од железното време во Македонија, но и многу пошироко. Археолошките центри тогаш не така чести, но многу угледни, дефинирани во 19 век, како друштва, како во Берлин, Копенхаген, Ленинград, Москва, како почест ова личност, овај угледен истражувач, ќе го учленат во нивните работни редови.
По новите теренски истражувања ќе добие идеја да го организира 1894 година во рамките на тогаш веќе изградениот познат Земјалски музеј, Археолошкиот конгрес во Сараево, представувајќи ги своите откривања на регионот кој ги покрива со својата надлежност неговата институција. Од тогаш, по негова заслуга, гласинац, како археолошки препознатлив појам, влегува во европската преисториска литература. Тоа е негова заслуга. Неговиот научен опус опфаќа многу широк хронолошки период, од преисторијата до турскиот отомански период, со многу разновиден не само временски, него многу стран пристап во повеќе дисциплини. Тие припаѓаат и на археологијата, и на историјата на Босна и Балканот. Може да се дефинира како ерудита полихисторик. Се занимава и со средновековна археологија и во 1900 година ќе ги представи резултатите од оваа област на Конгресот за средновековна археологија во Киев. Помислува дека албанскиот јазик како еден од посебните на Балканот ја содржи илирската компонента, тој го затоа проучува современиот јазик и дури пишува прилог кон албанската граматика, објавувајќи своји проучувања во списанието Албанија, кој излегува во почетокот на 20. век во Брисел. Но една група на универзитетски угледни професори од Универзитетот во Белград, кои се познати и според проучувањата кои ги изведувале во 20. век на Балканот, особено кај нас во Македонија, како например Никола Вулич, Влада Петковиќ, ќе предложат да ерудитот истражува Тругелка биде поканет како професор на факултетот во Белград, особено поради неговата интердисциплинарна лингвистичка дејност. Тој понудата не ја прихваќа, сметајќи дека тоа не е негова примарна вокација, со која поради личните високи критериуми би можел да одговори на задачата. Но кога ќе му биде понудено да предава археологија на Филозофскиот факултет во Скопје, кој што туку што беше во фаза на оформување и проширување на историските дисциплини, со задоволство ќе одлучи да се ангажира во таа пионерска мисија, почнувајќи во 1925 година. Доаѓа со својата супруга во еден сосема непознат свет, Скопје. Една варијанта на многу слоен живот и популации со различен менталитет. И покрај тоа што за Европа, Балканот представува една единствена културолошка одредница. Во Скопје смета да помине 8 семестри по изборот на редовен професор со указ од кралот Александар. Но по барање на група на студенти на кои многу им значи нивното едуцирање по археологија, ќе остане уште 2 години. Како што професорот пишува во своите мемуари, тие се двајца добри студенти, еден македонец од Липљан и една гркинка. Инако тој зборува и за структурата на студентите, кои ги пратат неговите часови, кои почесто предметот археологија се обавезни да го проследат, а студираат географија. Тие не секогаш се снаоѓаат во археолошката проблематика, поради недоволната подготовка од средните школи. Доаѓаат од Македонија, но и од другите области на тогашна Југославија. Така е пријатно изненаден од образованоста на двајца далматинци, кои ги познаваат уште од средната наобразба класичните јазици. Подвлекувам класичните јазици, што би можело и денес како пример да послужи овај заклучок за ефикасноста на студиите по археологија кај нас. Во своите мемуари остава многу сведоштва за неговото видување на животот во Скопје. Сепак доагајќи од една за тоа време цивилизирана средина од бившата Аустро-Угарска империја, не така лесно ги прифаќа тие услови, но околностите во кои треба да живее стоички ги поднесува, имајќи на ум дека е ова една од мисиите за унапредување на високото школство во Македонија. Така ја нарекува нашата земја. Живее со супругата во една соба, до званичната професорска канцеларија и читална библиотека. Скопје е балканска паланка, без вода и уредни санитари, што му го отежнува секојдневието. Но и поред неговата предпазливост и критички однос кон средината, тој ќе најде пријатели во чаршијата,
посочувајќи дека таму среќава, цитирам, македонци, турци, арнаути, арменци, бугари, цинцари. Уште пред да почне школската година, тој во летото ги подготвила своите предавања, направил хронолошки распоред на наставните единици. Целиот свој програм, според европски норми, тој го представил пред наставничкиот совет каде што членувале професори по историја, географија, педагогија, философија. За неговите професорски наставни планови и ангажмани дознаваме од неговите мемуари представени во Азур журнал, Мала Азурова повесница со наслов Успомене у Македонiji, катедра за археологiju и повиест уметности. Тоа е неговиот наслов во тоа списание. Тој ќе предложи програм за работа кој би бил и сега во современието идеален за реализирање на наставата по археологија. Именно го осмислил во 3 работни содржини, како што професорот вели, мојот вотум нун купатум. Предавањата се однесуваат на општа археологија, специјална археологија на тогашна Југославија и на Балканот, од најраните почетоци на човековото творење до пропаста на Римската империја. Потоа семинарот сметал да се уреди како збирка на копии од археолошкото наследство од широко научно подрачје, имајќи го како пример Ромиш Германишес Централ музеум во Мајнц, што денес ја има исто така факултетот во Скопје, но на некој начин и збирката по археологија на нашиот факултет, на Филозофскиот факултет во Скопје, составена кај нас, што е уште подобро, од оригинали откриени на територијата на Македонија, што представува добар пример за изведување на одреден практикум за студентите. Третата содржина професорот ја осмислил во вид на теренска настава, посета на локалитетите, но и учество на студентите во ископувања под негово водство. Нажалост, се не можел да реализира, освен наставата и посетата на локалитетите. Средствата биле ограничени, дури и за опрема на библиотеката, што тој многу жалел. Својата лична библиотека ја отворил на употреба на студентите. Кога ќе ја проследиме неговата програма, очигледно е дека не се разликува од современото организирање на наставата по археологија во факултетските центри. Неговата теренска настава се одвивала во посета на Скупи, на Аквадуктот, на Свети Пантелеймон кај Нерези, на лапидариумот во Куршумлијан и особено на Стоби, каде што ископувањата тогаш беа во најрана фаза. Во тие години на неговиот престој во Скопје, во Стоби беа веќе превземени теренски запати од страна на германците, Хал, Драгендорф, а потоа од страна на истражувачите од Југославија тогашна, од Егер, Сарија, Петковиќ. Трушелка искажува одеден сомнеш по професионално изведуваните ископувања. А што би рекол за оние изведувани од тогаш до денес, се прашуваме. Во неговиот професионален опус би го посочиле неговото дело Старокршчанска археологија, Загреб, 31 година, кое го познава студентите на факултетот во Загреб и Белград во втората половина на 20 век, како учебник за предметот ранохристијанска археологија, на која на некој начин генерацијски припаѓам и јас временски. Ова дело веројатно е настанато како резултат на неговата настава по археологија на факултетот во Скопје. Не е само одличен учебник, него повеќе од тоа. Еден своевиден вовед во христијанската археологија, но и преглед на најраните појави на христијанската религија, пратен со бројни споменици од Балканот и медитеранската екумена, со христијанската архитектура, релевна декорација и особено со иконографијата. Преку неговото вонредно познавање на римското многубожество, формите на организација на христијанство, изворите, епиграфијата, читачот го воведува постепено во идеите на новото учење, кој од времето на Константин ќе стане јасно призната државна религија. Од неговата теренска настава во Стоби произлегуваат согледувањата на некои проблеми од веќе откриените објекти, неговите забелешки и заклучеци,
ќе ги проследи во прилози, трудови, кои ќе бидат обелоденети во гласникот на Скопското научно друштво 1 и 2, кој што излегуваше во Скопје, со наслов Археолошке белешке из Јужне Србија. Морал така да не рекува земјата. Следејќи ги појавите и обичаите низ диахронија, тој ќе го објави и своето истражување и согледување во влијанијата помеѓу паганските римски и средовековни христијански обичаи. Така е познат неговиот труд – Ларизам и крсна слава. Долгогодишниот истражувачки опус, врзан повеќе за територијата на Босна, тој ќе го представи во најголема мера во студиите обелоденеци, во така наречениот гласник Земелскog музеја у Сараево, кој што излегува уште од 19. век до денес. Исто така, тоа стекнато научно искуство ќе може да го пренесе во на археолошката катедра на студентите од Филозофскиот факултет во Скопје, а неговите пионерски педагошки напори ќе треба и денес генерациите да ги споменуваат и достојно да почитуваат. Сега дозволете само уште нешто да додадам, бидејќи чув повеќе имиња кои што се споменуваа како значајни личности од Филозофскиот факултет низ целиот минат век. Јас би го споменала и професорот Димче Коцо. Ево зошто. Затоа што катедрата за историја на уметноста, он ќе ја обнови после 1946 година, кога се формира Филозофскиот факултет на македонски јазик. Он ќе ја формира таа катедра, а конечно, исто така, со негова иницијатива, ќе ја дефинира подоцна од 1972 година катедра, или како сега ги нарекуваме, Институт за историја на уметноста со археологија. Оваа година Ману прославува, одбележува, би рекла повеќе, 110 години од раѓањето на почитуваниот академик Димче Коцо, професор на многу генерации на Филозофскиот факултет. Ви благодарам што ме сослушавте и пожелувам понатамошен успех на оваа конференција. Благодарам на академик професор доктор Вера Битракова-Грозданова за истрпното предавање. Почитувани присутни, се надевам дека уживавте во обраќањата на оние кои го овозможија реализирањето на оваа конференција. Им заблагодарувам на говорниците за убавите зборови, на сите колешки и колеги вклучени во процесот на незиното финализирање, на сите минати, актуелни и идни професори за несебичниот придонес во развивањето и актуализирањето на академската мисла. Филозофски факултет заокружува 1 век постоење. И со искрени желби за уште многу вакви јубилеи ве поканувам сите на свечениот коктел. Ви благодарам.